Традиционалниот британски оброк, риба со помфрит, се соочува со сериозна криза. Она што некогаш било ефтино и достапен оброк за сите, денес станува се поскап и се поредок. Во последните години, бројот на продавници за риба и помфрит во Велика Британија драстично се намалил. Причината е едноставна. Трошоците растат од сите страни, а малите бизниси се потешко опстојуваат. Еден од тие бизниси е и продавница која работи повеќе од една деценија. Денес таа се соочува со предизвици, какви што собствениците велат дека никогаш претходно не виделе. Цената на класична порција риба со помфрит драстично пораснала. Ако во 1989 година чинела само 1 фунта и 65 пени, во 2011 година околу 6 фунти, денес достигнува повеќе од 15 фунти. Ова не е само поради инфлацијата, туку и поради нагло зголемените трошоци во сите сегменти. Since the Ukraine war, as we all know, prices have gone really high and our gas and electricity have gone through the roof about 300% more than we used to pay before. And obviously that's another huge challenge because at the time everything's gone up. Normally we get one of the raw ingredients will go up a little bit up and down, but on that particular year everything's gone up. We never had anything like that before. Дополнителен проблем е и самата риба. Поради построги ограничувања за риболов, количината на дозволен улов значително се намалила. Овие мерки се воведени за да се заштитат рибните резерви, но истовремено доведуваат до повисоки цени и помала понуда на пазарот. Во исто време, дел од рибата се продава во форма која е попрофитабилна за извоз, што значи дека помалку квалитетни филети стигнуваат до традиционалните продавници. It seems that every government choice is anti-business and the independents are less able to deal with those pressures, so taxation and changes in employment law, so that's put pressure on the entire sector. And then on top of that, fish and chips have got a major problem when it comes to fish supply. We've had the Barents Sea quota for cod reduced. In 2019 it was 1 million tonnes total allowable catch, so that's how much fish they're allowed to pull out of the sea. This year it's 285,000 tonnes, so it's around about a quarter of what it was in 2019. And compounding that, we've also got a better price for what's called headed and gutted, or H&G, which is cheaper for the vessels to produce because they need less crew, and they're selling that for a higher price than they can do fillets coming into the fish and chip industries. И покрај се, љубовта кон овој оброк не исчезнува. За многумина, рибата со помфрит не е само храна, туку дел од британската традиција и носталгија. Но има и граници. Дел од клиентите велат дека ако цените продолжат да растат, ќе мора да се откажат. Индустријата сега се наоѓа на пресвртница. Прашањето е дали овие бизниси ќе успеат да опстанат под ваков притисок или традиционалниот британски оброк ќе стане реткост.